Љупчо Палевски, откако негираше вина за убиствата на Вања и Панче, денеска во својот исказ тврди дека е обвинет со фалсификувани докази. Снимките од домот на Велибор Манев, за кои обвинителството тврди дека се гледа подготовката за киднапирање на велешкиот пензионер, според Палевски биле монтирани, а се манипулирало и со времето кое се гледа на нив. За убиството на Панче прстот го впери кон Велибор, бидејќи во домот на убиениот велешанец постоеле документи кои откриле дека цели 10 години траеле нивните недоразбирања. Палевски го спореше исказот и на Владко Кешишев, заради разлики во неговата изјава и презентираните снимки. Манев и Кешишев претходно во своите искази рекоа дека Палевски ги застрелал Вања и Панче. Обвинет кој го потврдува самото видео дека е точно од обвинителството, а од друга страна вика дека не бил на камерите како што се гледа кај Велибор Манев дома, туку бил на паркингот. Тие се од прилика работите што сакаме со оваа денешни неколку прашања одговорени на страна на Палевски да ги докажеме дека не се точни изјавите или не е точно она што го презентира обвинителство. Палевски тврди дека утрото кога е грабнувањето и убиството на Вања спиел, а околу 10 часот заминал во банка. За него нелогично е дека заедно со обвинетите го грабнале девојчето за да изнудат пари. Доколку е уцена заради користолюбие, просечен криминален ум, доколку е во релација со таткото на оштетеното дете, кој веќе го поседува на своје име најскапиот имот на семејството, а децата се малолетни и тој е старател, криминалниот ум би ја убил Зорица Ѓорчевска, а не Вања Ѓорчевска, затоа што целокупниот имот на тоа семејство, заедно со депозитот од 30.000 евра во банка и новото возило, ќе предат во владение и 50% собственост на законскиот старател Александар. Киднапирањето и убиството на Вања според Палевски ќе останат мистерија заради лошо водење на истрагата. Пиштолот каде не знам, треба за тоа да даде одговор обвинителството и мовара. Ние Јас како бранител и одбрана и Љупчо Палевски цело време бараме да биде вештачена чаурата, со која чаура би се утврдило дали е пукано од тој пиштол што е спомнат на Велибор, на Боре Видевски, или од некој друг пиштол, или од Црн Пазар. Палевски со својот исказ ќе продолжи во понеделник, кога ќе одговара на прашања од јавното обвинителство и другите обвинети за убиствата на Вања и Панче. Зоран Јаневски, Сител телевизија.